Па дефинитивно двата најважни настана се инцидентот во Куманово и оно што што одбележа целата година, што траеше цела година, е објавувањето на бомбите на опозицијата и најстрашниот момент во тие материјали според мене е онаа снимка во која што се слуша премиерот како нарачува поништување на гласачки ливчиња во општина Центар. За мене тоа е најстрашниот, буквално најстрашната бомба, така наречено, бидејќи покажува докаде била спремна власта да оди фалсификувајќи избори во најурбаната општина во Македонија и прашање што се правела за да ги добие изборите на другите места, каде што во руралните места, во другите градови. Само кога еден премиер нарачува поништување на гласачки ливчиња, тоа поништува демократијата. Сета политика ја множи со нула и затоа мислам дека тоа е најстрашниот дефинитивно момент и дека да бевме некоја друга поцивилизирана држава, тој човек ќе мораше да си даде оставка само заради таа изјава. Па мислам дека најзначајно во оваа година е што се разбуди духот на граѓаните во земјата и мислам дека граѓанските протести всушност беа настани на годината, особено граѓанскиот протест на 17 мај, ако не се лажам, кога стотини илјади граѓани практично беа пред владата, обединети заедни со иста идеја дека е крајно време овој режим да падне, Македонија да се демократизира и да стане на едно пристојно место на живење. Мислам дека тој дух ја означи годината за нас. Па кој било настан да се земе од почетокот на 2015 до мај, заклучно со мај, сите се доста впечатливи, но ако треба да изберам еден, јас би го избрала 5 мај. 5 мај како парадигма на спонтано артикулирање на незадоволство, иницирано со бомбата за Мартин Нешковски, за случајот кој што ги иницираше и првите протести во Македонија, кој што ја разбуди јавноста и која што ја видовме на 5 мај без партиска организација, без логистика и за жали без водство и без стратегија и без добра промисла, но она што се случи на 5 мај и протестите секој ден во 6, за мене беа настан на годината. Ако веќе морам да бирам, а жал ми е да не ги споменам и окупацијата на универзитетот, активностите на студентскиот пленум, протестите против хонорарите, протестот, големиот новинарски протест против за ослободување на Кежаровски и така натаму, но она што за мене е битно и што е одбележа 2015, барем првата половина на 2015, е автентичен граѓански отпор на различни теми, за малата Тамара, за здравство, и мислам дека е тоа нешто што не само што ја одбележа таа година, туку допрва ќе не одбележува и ќе не дефинира како граѓанска политичка заедница во Македонија. Ако си припомниме, аз сигурен сум дека сите граѓани тоа добро го памтат, ни влезе во колективното сеќавање. Најголемиот настан, по моје мислење, почна во почетокот на оваа година што изминува. Тоа беа бомбите на Заев. Односно, за прв пат и како граѓани се соочивме не со прислушувањето, прислушување и порано имало и се соочено, туку со содржина на едно следење на комуникациите на луѓето од масовни димензии. Значи, илјадници граѓани во државата, без никој да попречува, со години биле сослушувани. Имавме и ние новинарите оваа година што измина една мала победа, иако главно се порази. Тоа е што со нашето опишување, со притисокот, со
нашиот бунт успеавме да го ослободиме Кежановски од затвор. Беше новинар кој беше осуден затвор за свој текст напишан пред 5 години, што беше многу во цел свет таа вест објавена и беше многу срамно за Македонија и нејзиниот журнализм. Ван Хојте. Мислам дека преговарачот Ван Хојте ми остави најголем впечаток. Мислам, не го следам јас толку, меѓутоа човек кој што се нафатил да седи прво и да ги слуша тие небулози кои што ние вака само делумно излегуваат на виделина, заслужува да му се одаде почит. Само времето што го потрошил на слушањето на нашите политичари и нивните замисли и сваќања на тоа што е демократија, што е правна држава, што се фери и избори. Мислам дека во таа смисла е заслужува мојата почит. Тешко ми е да кажам. Логично е дека двете главни личности кои ја одбележаа годината со своето доминантно присуство се лидерот на власта и лидерот на опозицијата Груевски Заев, но ако јас се прашувам, јас би одбрал некој од оние условно речено анонимни ликови, храбри, млади луѓе кои протестираа со денови жестоко, артикулирано пред собранието, според тоа да речам дека еден анонимен демонстрант би бил мојот всушност јунак на годината. Ако бирам личност на годината, од која многу се очекува и за жал се сведовме на тоа од една личност да чекаме да почне да функционираат институциите на системот, тоа секако е Катица Јанева. Не знам како ќе се одвива нејзината работа понатака, со што се ќе се соочува, меѓутоа доволен ми е сега овој притисок што го гледам, со каква жестина, со какви обструкции, со какви напади, со какви подметнувања се соочува Катица Јанева, и тоа, според моје длабоко убедување, прави личност на годината во Македонија, а дали ќе биде личност и на 2016 е одлично прашање, одлично значење за Македонија. Значи, власта се откажа од неколку министри, од директорот на УБК, меѓутоа не ќе чекор назад да се врати во окупацијата на медиумите. Самото тоа покажува колку и се важни и колку медиумите помагаат да остане на власт. Всушност, тоа е само резултанта на фактот дека во оваа земја се владае преку медиумите. Избори се добиваат преку медиумите. Медиумите се алатка за останување и за жал и за уривање на одредена власт, и тоа е она што е длабоко поразувачки и тоа е она што се гледа, затоа и запна околу медиумите, и она што јас стравувам е дека тие ќе се откочат повторно со некое полу решение, со некаков политички дил или пазар, ако сакате, кој што нема суштински да направи промени. Она што преговарачот Ван Хојте го предлага е предлог кој што може да направи промени. Се плашам дека никој од политичката елита не сака вистински промени и дека ќе се изнајде заедничко решение кое што ќе биде на сметка на новинарството, сватено како професија која што за своја задача има да ја преиспитува, да ја контекстуализира, да ја открива злоупотребата на моќта. Во една моја колумна напишав дека ако не успееме да направиме една сериозна реформа на планот на медиумите, односно ако медиумите и натаму останат под контрола на овој режим, уште 100 катици да имаме, нема да имаме сериозни промени во Република Македонија. Останувам при своето мислење. За мене
прашањето на медиумите е клучно, не само затоа што водам медиуми сум новинар, туку затоа што нема да имаме промена на свеста на луѓето, нема да имаме воопшто никакви посериозни реформи, како и што немаме во сиот овој период на така наречена имплементација на договорот од Пржино, без да дојдеме до едно сериозно ослободување на медиумите, до практично ситуација во која медиумските работници, новинарите ќе можат слободно да известуваат, ќе можат да известуваат онака како што со своји очи гледаат на нештата, слободно да размислуваат, колумнистите пишуваат што сакаат и сето тоа да биде присутно во мејнстрим медиумите, особено тука е значајна улогата на јавниот сервис. Без такво нешто нема промени во Македонија. Очекувате премиерот да си поднесе оставка во предвидениот рок? Да, очекувам, тој тоа го најави, обично тој е човек што вели дека ги исполнува ветувањата и прагмата вели дека тоа навистина е така. Меѓутоа за тоа постои еден јасен план. Изборите ќе се одржат очигледно на 24 април според договореното. Во тие 2 месеци во февруари, практично и во март, според мене нема никакви сериозни услови и можности битно да се променат клучните теми, клучните прашања за кои стануваше збор во извештајот на Прибе. Немаме шанси да создадеме услови за фери демократски избори, немаме шанси да направиме покрупни промени во медиумите, значи промени што ќе бидат видливи, што ќе се почувствуваат и според тоа јас мислам дека на 24 април не очекува една нова изборна кланица. Тоа е доволно за Груевски да се чувствува сигурен на 15 јануари да се повлече привремено, а потоа да се надеве дека на Белкон ќе се врати на сцената. Имаме црнила што ги тераат луѓето да земат пушки и да одат во војна против своите браќа во опозицијата. Значи, таков е речникот. Значи, што веќе не го уапсат овој Заев еднаш, што не ги затвора тие од опозицијата, кои се тие предавници, странски платеници, соросоиди, не знам што, за луѓето, на граѓаните кои се имаат докажани вредности во оваа држава, кои се напишале книги, универзитетски професори, значајни дела напишале, новинари кои долги години работеле, придонесувале за афирмација на државата и учествувале во изградба на демократскиот систем кој сега е тотално разурнат. Значи, тоа го прават секој ден. Мислам дека ќе поднесе оставка, можеби некој ден подоцна или некој ден порано, како што обично бива со роковите од Пржино, ама мислам дека ќе поднесе оставка. Мислам дека тој момент ќе биде испочитуван. Да, очекувам, тој тоа го најави, обично тој е човек што вели дека ги исполнува ветувањата и прагмата вели дека тоа навистина е така. Меѓутоа за тоа постои еден јасен план. Изборите ќе се одржат очигледно на 24 април според договореното. Во тие 2 месеци во февруари, практично и во март, според мене нема никакви сериозни услови и можности битно да се променат клучните теми, клучните прашања за кои стануваше збор во извештајот на Прибе. Немаме шанси да создадеме услови за фери демократски избори, немаме шанси да направиме покрупни промени во медиумите, значи промени што ќе бидат видливи, што ќе се почувствуваат и според тоа јас мислам дека на 24 април не очекува една нова изборна кланица. Тоа е доволно за Груевски да се чувствува сигурен на 15 јануари да се повлече привремено, а потоа да се надеве дека на Белкон ќе се врати на сцената. 100 дена пред избори, да, кога ќе бидат изборите, сепак мора да почекаме за жал да дојде Хан и да видиме каков е тој политички пазар и што ќе излезе од него. Дека ќе поднесе оставка, ќе поднесе 100 дена пред избори, сега кога ќе бидат изборите, веројатно тоа зависи. Постојано велам дека самиот тој чин што државата ги оставила своите граѓани на цевит, што ги бил прислушкувани премиерот и министрите, и илјадници личности, новинари, јавни познати граѓани на Македонија, биле следени, тоа е доволно да се поднесе неотповитлива оставка. Без ништо понатаму да се истражува. Значи, првиот момент на соопштување,
Ако е тоа вистина, а вистина е тоа, двете страни го потврдуваат, и власта и опозицијата, дека имало прислушкување, дека траело со години и дека тоа се одвивало непречно. Тоа е доволно да се поднесе оставка, за да може да тече истрагата непристрасно, без притисоци понатак. Дефинитивно со ваква ситуација на политичката сцена, со ваква окупација на медиумите од страна на власта, немам сомнежи дека власта повторно ќе победи. Не, дефинитивно владеачката партија има шансите са кај неа. Сега можни се изненадувања, можни се некои нивелации на односот на силите, но вака како што е сега ситуацијата, доколку биде авторизирана со уште едни избори, мислам дека ќе биде поттик за автентична граѓанска пролет и за автентична граѓанска артикулација на незадоволство на начинот на кој што политичките елити ја водат оваа земја. Фер и демократски избори, ако создадеме ситуација очигледното незадоволство на граѓаните од оваа власт да се артикулира во глас на изборите, значи во слободна изразена демократска волја, нема дилеми дека режимот ќе биде симнат и нема дилеми дека ќе дојде до промени во Македонија. Меѓутоа пак ќе речам, јас сум во известна смисла песимист, бидејќи мислам дека немаме да имаме таква ситуација, а во такви околности, според моето мислење, излегување на избори за само уште едно самопотврдување на режимот ќе биде погубно за Македонија.